Започнува актуелна тера. Еве ги настаните на денот. По однос на инцидентот од неделата се огласи и ФК Пелистер со соопштение. Смилево заборавено за Илинден, реагираат од Сдруженијето Дамјан Груев. Нашата кирилица популарна во Јапонија. Доењето победничка цел во животот. Денеска по однос на инцидентот од неделата на надпреварот помеѓу Пелистер и Вардар се огласија со соопштение од фудбалскиот клуб Пелистер. Маја Богоевска. Во соопштението од фудбалскиот клуб Пелистер за неделниот инцидент се вели: фудбалскиот клуб Пелистер како организатор на надпреварот, ФК Пелистер, ФК Вардар во рамките на првото коло на новиот шампионат на Македонија, наискрено жали за неделните инциденти на стадионот под Тумбекафе и најостро го осудува секој обид за насилство на фудбалските терени. Во таа линија ја поддржуваме внимателноста на ФФМ да има жестоки санкции за тие кои го иницираат насилството без разлика на кој клуб му припаѓаат. ФК Пелистер темелно и до најмалите детали го подготвуваше мечот со Вардар, посебно заради промените во клубската структура. Неколку пати управниот одбор на клубот одржа директни состаноци со навивачката група Чкембари и се што беше договорено на состаноците беше испочитувано за време на надпреварот. Чкембарите навиваа за чиста десетка. Немаше ниту едно пиротехничко средство на теренот. Немаше ни приближно можност за физички контакт со противничките навивачи. Немаше тврди предмети на теренот. Затоа во оваа прилика ФК Пелистер му се заблагодарува на своите навивачи во кои никогаш не се сомнева, но во оваа прилика беа сведени на минимум и изолираните инциденти во секторот каде се наоѓаат домашните навивачи. Во тој прилог, како организатори на мечот, располагаме и со видеоматеријали кои може да го потврдат однесувањето на битолската публика. Се надеваме дека во тој правец ќе продолжи нашата соработка и во иднина. Што се однесува до инцидентот во секторот каде се наоѓаа навивачите на Вардар, нашиот клуб со ништо не го испровоцира инцидентот. Напротив, многу наши клубски оперативци, како и лекарската служба, интервенираа за побрза реакција по повредата на раката на навивачот на Вардар. За причините и виновниците се изјаснија и ќе се произнесат надлежните, а ние во целост му стоиме на располагање на сите фудбалски и не само фудбалски инстанци во обидот за расветлување на случајот. Исто така сакаме да потенцираме дека односите со нашиот спортски ривал ФК Вардар се движат во вистинска насока. Можеби и затоа не изненади соопштението во кое ФК Вардар зборува за организациони пропусти и нив ги насочува како причини за инцидентот. Се надеваме дека се работи само за недоразбирање и обид да се дефокусира јавноста од вистинскиот проблем. Фудбалскиот клуб Пелистер често бил жртва и за гревови кои не ги направил, па алудираме надлежните органи виновниците да ги бараат на друго место, а не во фудбалскиот клуб Пелистер. Со ова уште еднаш сакаме да потенцираме дека и на теренот и на трибините како никогаш досега вечното дерби беше во знакот на ферплејот и коректното однесување. Се надеваме дека така ќе биде и при нашето гостување во 10-тото коло во Скопје. Се вели во соопштението на фудбалскиот клуб Пелистер. Сдруженијето за почитување на ликот и делото на Дамјан Груев денеска на пресконференција реагираа за чествувањето на Илинден во Смилево од страна на бугарски делегации и недоаѓањето како што велат на ниту еден од македонскиот државен врв. Во саботата Македонија дишеше во илинденскиот дух. Се славеше македонската храброст, револуцијата и нашето постоење и живење. Покрај Крушево, Пеленце и Трново, Илинден се прослави во Смилево, Демир Хисарско. Повеќе години сме сведоци на едно пристојно одбележување на Илинденското востание во Смилево од страна на општината, но се сведува на општинска и општинско-регионална прослава без присуство на државни делегации. Меѓутоа, повеќе години сме и сведоци на инфериорноста на Дамјан Груев и Смилево во однос на државното одбележување на Илинденското востание, така што според нас незамисливо е да се одбележува најголемиот настан кој го искажува нашиот идентитет без да се спомене центарот на востанието Смилево, без да се споменува Смилевскиот конгрес и неговите историски одлуки, без да се споменуваат акциите и териториите на востаничката опфатеност, без да се спомнат сите ослободени територии и на крајот без да се споменува основачот на ВМРО, идеологот и водачот на Илинденското востание Дамјан Груев. Велат не треба да се заборава легитимната историја. Бугарскиот културен клуб од Скопје е здружение регистрирано во Македонија и може да одржува собори на територијата на Македонија. Меѓутоа, таквите собори да бидат испровоцирани од гостите кои доаѓаат од Бугарија, да ги величаат нашите револуционери и да ги искажуваат како нивни, а од друга страна да го негираат нашиот идентитет,
не можеме да се сочиме, бидејќи Смилјево не заслужува такво однесување, заслужува државна прослава со државно покровителство и со државни делегации на највисок ранг. Крајно време е државата се соочи со историската вистина и да организира државно чествување паралелно со Крушево и Пелинце и во Смилјево. Како слободен граѓанин, почесен граѓанин на Слепче Демир Хисарско, како член на Сдруженијето на почитувачи на ликот и делото на Дамјан Груев, Џамбазов, според легитимни записи, проговори за постоењето на бугари во овој дел од Македонија. Многу сака да истражува, уште од дете, особено историјата ме возбудувала. Земете го, прочитајте го Крушевскиот манифест, во кој македонците го напишале на македонски јазик, се разбира со крушевски дијалект, каде што ги повикуваат турците, арнаутите, торбешите и власите да се приклучат на таа голема идеја. Никој никогаш не спомнал бугарин, нити пат бугарин прошетал низ тие краишта. Дури постои една анегдота за крајот на Втората светска војна, дека во Демир Хисарскиот округ имало само двајца бугари кои живееле во селото Жван со своите жени, кои до 47 година не сакале воопшто да си одат, ото им било убаво, па им се јавувале од Софија од престолнината да ги обавестат дека војната е одамна завршена. Толку имало бугари во тие краи. Велат дека правилно и легитимно ќе се обратат до сите државни институции барем до година, ова големо и од историско значење место да не биде заборавено од македонците, посебно не од државниот врв. Граѓаните во изминативе 6 месеци до Организацијата за заштита на потрошувачите најмногу се пожалиле на неисполнети ветувања од туристичките агенции, но и заради купени технички апарати кои не се исправни. Најмногу потрошувачи во Македонија во првата половина од годинава се пожалиле на сервисирање и продажба на неисправни технички апарати, покажаа податоците на Организацијата за заштита на потрошувачи. Во првите 6 месеци од годинава во организацијата имало 502 јавувања, а најмногу 20% се однесувале на мобилните телефони, 7% на телевизори и 4% на таблети, лаптоп и десктоп компјутери. Честа појава е потрошувачите да купат производ кој не функционирал, од што може да се претпостави дека бил продаден со недостаток. Кај ваквите случаи, многу ретко потрошувачот добива нов исправен производ веднаш, туку производот со недостаток се праќа на сервис, велат од организацијата. Освен ова, потрошувачите се жалеле и на други производи, мебел, обувки, возила и резервни делови. Во организацијата се евидентирани 129 јавувања со поплаки за добиени услуги. Од нив, 23% се однесуваат за туристичките агенции, особено во вториот квартал од годината. Потрошувачите најмногу се жалеле на неисполнување на делови од понудата, како недобивање соба со поглед на море, all-inclusive услуги, превоз од аеродром до хотел, бесплатни лежалки и други елементи кои биле однапред договорени со туристичките агенции и биле дел од понудата. Еве што ќе гледате во продолжение. Климатска рехабилитација на 150 деца на Пелистер. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали спортските настани стануваат небезбедни места? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Повеќе од 1500 пензионери и 600 студенти во јулија искористиле можноста бесплатно да ги користат услугите на јавното претпријатие Македонски железници, соопшти денеска владиниот портпарол. Со рекламна кампања вредна околу 500.000 евра, владата ќе ги подучува граѓаните за значењето и потребата за конзумирање здрава храна и избегнување храна со несоодветен квалитет по нивното здравје. 54 годишниот РС државјанин на Република Албанија во текот на вчерашниот ден ограбил две цркви во селото Радожда во Струга.
Покрај починатото лице има 5 други случаи на заразеност од болеста, што е зголемува загриженоста за ширење во најнаселената африканска држава. Американските федерални власти утврдиле дека по Едвард Сноуден се појавило уште едно лице кое на медиумите им доставува доверливи државни информации. Најмалку 18 украински војници загинале, а 54 биле повредени во судирите со сепаратистичките бунтовници. Последна шанса за матурантите кои не ја поминале државната матура или од оправдани причини не полагале. Од следниот понеделник почнува вториот испитен рок. Распоредот на учениците во кое училиште ќе полагаат ќе биде објавен утре на официјалната веб страна на Министерството за образование и Државниот испитен центар. Во овој испитен рок ќе полагаат 3647 матуранти од 21 училиште. Покрај државната матура, во августовскиот термин ќе има и екстерно тестирање на 14, 15 и 18 август за 2685 ученици од трето оделение до трета година средно. Според веќе познатите правила, предметот по кој ќе бидат тестирани ќе го знаат 3 дена пред испит. Резултатите пак од екстерното тестирање за претходната учебна година кои требаше да се покажат кои се најлоши, а кои најдобри професори, ќе бидат објавени до крајот на месецот, но наместо казна и награда, наставниците овој пат ќе поминат само со советодавна обука. Според последните законски измени предвидени се глоби од 600 евра за одговорните лица кои нема да ги применуваат правилата на награда и казна, како и разрешување на директорите на основните и средните училишта. 100 деца од Велес и 50 деца од Кавадаречко Возарци се на климатска рехабилитација на Пелистер во детското одморалиште. Досегашните анализи покажуваат децата имаат значајни подобрување на здравјето по престојот на Пелистер. Маја Богоевска. По 13 пат од Велес за Пелистер заминаа 150 деца основци кои заедно со уште 50 деца од селото Возарци од вчера до 11 август ќе престојуваат на воздушна рехабилитација на чист воздух на Пелистер. Целта е преку чистиот воздух да се намалат последиците од загадувањето на животната средина. Децата беа воодушевени. Многу се шетаме, дишуваме чист воздух, си играме. Па се дружиме, играме разни игри. Највечер секоја се организира забави. Шетаме на мала и голема ливада. Досегашните анализи покажуваат дека децата имаат значајни подобрување на здравјето по престојот на Пелистер. Ова е права воздушна бања за сите респираторни заболувања. Овдека се по програмата на Република Македонија има застапени повеќе општини. Сите деца што се со респираторни проблеми доаѓаат, секојдневно имаат активности, го зголемуваат респираторниот капацитет и полесно оздравуваат. Правевме предходно крвни слики на децата и правиме 10 дена од кога ќе се вратиме, па по 1 месец како контролно. Здравието на децата е релативно подобрено. Покрај забавните активности за децата се организираат и едукативни работилници. Имаме работилници, навечер имаме маскенбал, мис, мистер и други забавни активности. Добро е тука, децата се забавуваат, чист воздух, свежо е, си играат. Во втората смена, која почнува на 11 август, на Пелистер од Велес на чист воздух ќе простојуваат уште 100 деца и уште по 30 од Осломе, Кичевско и Миладиновци од општина Илинден, ако е во близина на рафинеријата Окта. За нивниот престој на планина на Пелистер, половина од цената за престој, односно 50% за сите деца, ги обезбедува Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатата половина во минимален износ од 3300 денари ја плаќаат нивните родители. Од 1 до 7 август се одбележува Светската недела на доењето. Препораките на Светската здравствена организација се дека бенефитот од доењето е најголем тогаш кога тоа е ексклузивно во првите 6 месеци од животот, а понатаму тоа би требало да трае до втората година од животот, паралелно со воведување други видови храна. Маја Богоевска. Овогодинешното мото на Светската недела на доењето е доење цел за победа за живот.
Темата на овогодинешната светска недела на доењето има за цел да укаже на важноста, обезбедување на заштита, промоција и поддршка на доењето во склоп на милениумските цели на развој. Милениумските цели на развој се поставени 1990 година од страна на Обединетите нации, кои беа поставени за борба против сиромаштвото и промовирање на здравиот и одржлив целокупен развој на сеопфатен начин до 2015 година. Најважно е тоа што тоа е природна и најадекватна храна која е достапна за сите кои сакат да дојат и секако не го оптеварува фамилиарниот буџет. Храна која е на температура каква што треба да ја прими новороденчето, мајката било каде да се наоѓа може да му ја даде на детето. Се вели дека мајчиното млеко е влог во иднината, затоа што детето е заштитено од сите болести кои мајката ги прележала понатаму во детството. Исто така, многу важен акцент е и тоа што го поттикнува развојот на интелигенцијата. Значи, тие што водат евиденција за доените деца и прават споредба со тие кои се хранат со формула, велат дека овие деца имат повисока интелигенција, значи коефициент на интелигенција, и една многу важна работа, мајчиното млеко е благослов за прематурните. Во последните 2 децении смртноста на децата е смалена за околу 40%, но се уште околу 7 милиони деца помлади од 5 години секоја година умираат воглавно од болести кои можат да се лекуваат. Тука учеството на неонаталната смрт во текот на првиот месец е најголема. Потребно е да се возможи и да се поттикнува истовремено развој на прехраната на мајката и новороденчињата, а со тоа и здрав развој на децата и постигнување на поставените цели. Да се укаже дека е клучна врската помеѓу доењето и опстанокот на новороденчето од една и здравието во целина од друга страна. Каква е состојбата кај нас? Мајките традиционално сакаат да дојат. Јас сум Елена, мајка на прво дете родено, пред 2 дена. Почнавме со доање, чувството е одлично, препорачувам сите мајки да дојат, затоа што тоа е одлично чувство, врзаноста на мајката и детето е непроценлива и супер, значи немам друг збор да кажам. Кај нас, за разлика од светот, пошто сум престојувала во многу породилишта, ние не им даваме баш избор на мајките, туку го носиме новороденото и им го даваме да го дојат. И мислам дека во најголем процент добро се снаоѓаат, секако со помош на персоналот. Сите кои сакаат да дојат ја добиваат нашата поддршка, понекогаш пред да одат на контроли кај матичните педиатри или во други установи доаѓаат и кај нас на контрола, така да мислам дека процентот се одржува на високо ниво. Најава за настан во септември, кој ќе биде поддржан од невладината организација Лулка, која се занимава со едукација на бремени жени и на мајки со мали деца, а која исто така става акцент на доењето, значи за тоа накнадно ќе ви информираме, се надам дека ќе се реализира во првата половина на септември. Заштитата, промоцијата и поддршката на доењето е голем придонес за постигнување на милениумските цели за глобален развој. За тоа колку како земја сме познати е прашање на време, а за тоа колку светот е мал е откритие кое секојдневно не фасцинира. Македонската кирилица нема тинеџер во Јапонија кој не ја знае, само не знаат дека е македонска. Во земјата на изгреј сонцето Јапонија, во едно место, општина во Токио, Комагаја, можеби како парче земја сме непознати, ама сите ги знаат нашите кирилични букви, особено младиот свет, кој иако не го знае гласот за секој символ, сепак е средство за комуникација, скратена форма од тоа што сакам да ти кажам. Ни тие не знаеа се додека не дојдоа во Битола, каде открија дека Д е Д, Ч, Ш, З се дел од нашата азбука. Изненадување беше за сите во смисла популарен си, а не знаеш за тоа. Сега не постои ни еден млад човек во Јапонија кој што не користи iPhone или сличен начин на комуникација. Телефоните веќе не се користат, него се мејлува пошто е полесно. Ние кога зборуваме да не пишуваме многу текст, нашите емоции и она што сакаме да го искажеме со зборови, го пишуваме со знаци. Јас се изненадив да откриам дека во Македонија знаците што имаат најголем бум, како Б, Ж, Ф, З и Д, Ш, Ч,
се типично македонски букви кои што потекнуваат од кирилицата, а не се користат ни во Бугарија, ни во Грција. Сега вели кога ќе се вратам во Јапонија и кога ќе им кажам, ова откритие ќе биде зачудувачки. Кога јас бев во основна школа, прв пат почнав да пишувам мејлови со вашите букви. Јас долго време ги користам, но сега не постои ни дете во Јапонија што поседува мобилен, а не знае да ги пишува вашите букви. И дека светот е мал колку и да изгледа далечен, потврдува и фактот што наш старовизантиски символ е и нивен и истиот го има истото значење, долговечност. И не е само тоа, велат, градбата на црквите во Охрид е иста со оние во Токио. Символите што ги видовме во Хераклеја се исти со нашите од јапонската историја. Дури и модерните работи како дописот на младите по мејл со нашите кирилични букви. Групата за мултиетничка комуникација беше дел од Битвест или Илинденските денови, но просторот е отворен и во иднина да ни дојдат на подолго за да ја доистражат Битола. Еве што донесува светот. Новиот циклон донесе нови поплави во Босна и Херцеговина и Србија. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Презентирана изложбата на Леополд Фустнер. Свечено отворено четвртото издание на Битолино. Промоција на документарниот филм Битолска рок-антологија. Single Ladies доаѓаат во Битола. Нови поплави во Србија и Босна и Херцеговина предизвика циклонот Бранко, кој од вчера го зафати регионот. Силните дождови, проследени со ветер и грмотевици, го парализираа сообраќајот, а градот Мостар остана без електрична енергија речиси 2 часа. Во западна и централна Србија во повеќе делови се забележани свлечишта и прекин на струјата. Во реонот на Лозница, реката Штир, се прелеа и ја поплави околината. Во Ужице, Ваљево и Крушевац дојде до прекин на напојувањето. Во овие области дождот не запира од вчера попладне. Во Косјерич има реална опасност од поплава на куќите, соопштија спасувачките служби. Обилни врнежи беа регистрирани уште и во Баина Башта, Зарил и во реонот на Крагуевац. Метеоролозите предвидуваат дека регионот ќе биде под влијание на овој циклон уште неколку дена. Се очекува денеска попладне циклонот да дојде и во Македонија. Двајцата американски здравствени работници заразени со ебола примија експериментален лек и реагираат позитивно. Шпански мисионер кој што со децении работи во болница во Либерија заболел од смртоносниот вирус на еболата. 75-годишниот инаку католички свештеник е ставен во карантин од саботата по смртта на директорот на болницата кој што починал од вирусот. Двајцата американски здравствени работници заразени со ебола примија експериментален лек и реагираат позитивно. Светска банка ќе одвои $200 милиони итна помош за Западна Африка за да се спречи ширењето на болеста. Во меѓувреме Сиера Леоне ја вклучи армијата во борбата против еболата, која што досега уби околу 900 лица во повеќе афрички земји. Бројот на жртви од земјотресот на југот на Кина порасна на 589, додека спасувачите пробуваат да се пробијат до изолираните планински заедници за да го расчистат теренот, пренесува Associated Press. Администрацијата на провинцијата Јунин соопшти дека повеќе од 2400 лица се повредени во земјотресот со јачина од 6,5 степени според Рихтеровата скала, кој се случи пред 4 дена. Фенг, полковник на Кинеска народно-ослободителна армија, рече дека во импровизираниот штаб постои се уште надеж дека некој ќе биде пронајден жив. Има многу луѓе кои можеби и никогаш нема да можеме да ги ископаме, но се уште имаме надеж, вели Фенг. Спасувачите во последните 24 часа успеале да стигнат до мало село на планините со кое во минатото се немало комуникација. Илјадници војници и стотина волонтери итно пристигнаа во областа Лудијан за да ги бараат евентуално преживеаните во рушевините, но силниот дожд или изгањето на земјиштето ја отежнува нивната акција. Прекин на обнот по едномесечна офанзива на Израел против воено-палестинско движење Хамас се уште трае. Веќе втор ден, додека се очекува во Каиро да започнат преговори за долготраен мир и целосно решение во воениот појас Газа. Делегациите на двете страни веќе се во Каиро, каде египетските представници планираат наизменично да се состануваат со нив во обид да се договорат двете страни.
Се детали кои се појавија во јавноста поврзани со барањата на Хамас се и меѓународно финансирање на обнова на Газа кое би било надгледувано од страна на палестинската влада и председателот Махмуд Абас. Вчера започна прекинот на огнот во кој досега загинале скоро 1900 палестинци, 67 израелци, вклучувајќи и 3 цивили. Жителите на Газа го користат примирието за да се вратат во своите домови и да ја утврдат направената штета. Русија би можела да воведе ограничувања или забрана на европските авиокомпании да ги користат транссибирските маршрути како одговор на санкциите што Европската унија ги воведе на Москва поради Украина. Тоа би можело да ги зголеми трошоците за летање на авиокомпаниите од Европа кон Азија, пишува Руски водомости. Руската нискобуџетна авиокомпанија Добролет, која е под капата на државната Аерофлот, минатата недела мораше да ги откаже сите летови бидејќи нејзиниот лизинг договор за набавка на авионот Боинг 737-800 е запрен бидејќи Европската унија ги прошири санкциите на тој авиопревозник поради летовите кон Крим, јави агенцијата Итартас. Со забраната нема да бидат погодени само европските компании, туку и државната руска компанија што наплатува такси за прелет на руската територија. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, тука е крајот на денешниот актуел. Останете со програмата на Тера.